Добро вечер, Свети Николе. Гутен абенд од оваа страна на границите. Добро вечер од тука. Добро вечер. Обично. Па добро. Добро да речам, некако окей. Окей. Така. Држимо се. Летото уште трае. Они викат дека летото мислам дека летото официјално календарски завршува, има уште, нели? Ама у принцип летото завршува со тоа што завршува распустот на учениците и некако одма се смене. Да. Знаеш, така некако кај нас у Македонија, нели? Стопира се, нема више толку народ. По чаршија, Свети Николе, сите се враќаат дома, тоест враќаат се таму кај што моментално живеат, тоа е странство, празен се градот, почнува. Враќаат се дома сите, па бањат се, пеглат се, спремат се за на школа. Да, стандард. Јас со клима тука, можда тука драги гледачи и гледачки, можда ви брче, ама мора, иначе ја без клима не можам да ризикувам. Јас Јајве, не стави вентилаторчето тука да ми дува, почнам више мустаките да ми светат. Па Гоце Делчев, Па Гоце Делчев, да. Од таму ја доаѓам. За Гоцета Делчев, патриотска... За Гоцета, да, патриотка од Дојчланд. Ќе пуштам и брек. Да. Лори Делчева. Да. Јас сум добро, не сум, јас знам да бидам Никола Карев со брадата, ама сега сум добро така, подсреден. Тоа јас сум како Никола Карев, ама модерно време. Модерно време, да. Па еден вид борци смо, нено, водемо војна со модерното време. Знаеш, нас оружје ни е микрофоно и слушалките и социјалните медиуми, тоа ни се латките за делење на правда, нели, наместо... Оружје, ја ти чу микрофоните ни се со оружје, викам... Не, оружје. Оружје. Користеш микрофон, ево слушалки, тоа ни е опремата за војна, за борба со модерното време, за тоа што се случува моментално, нели? Абе глеј, може да се каже дека е така, не викам дека не е така на некој начин. Не знам, мене лично, директна цел не ми е, нели, нешто како да се борам преку ово, ама не викам па и дека не ми е, нешто узадни на тоа може да стое. Ама така малку па кад подразмислам, па и борба е заради тоа што знаемо што се пласира на интернет и што е најгледано, дали да речам за жал, затоа што не знам, секој си има свој вкус, има право што да избере да гледа, не викам дека моето мислење и мојот вкус е најдобар. Далеко од тоа, меѓутоа, ако малку сме реални, мислам дека малку како тоа до душа и со сите гости до сега на некој начин го имам спомнато дека работите излаат од контрол. Па да, мене ми е многу мило, драго, што не смо единствени у па не смо сами, па војска цела. Не смо сами, точно е, буквално, посебно нашата генерација. Да, и луѓето се согласуваат со нашите ставови до некаде, нели не. Па гледај, знаеш што, не е дека се согласуваат да ни речат, него спонтано они си го кажат својот став и поклопат се со наш. Поклопуваат се ставовите, точно. Не дека ние ги бирамо за тоа што сме истоmisленици, не, откај знаеме кој што сака и мисли. Туку само меѓу узмуабет, нели што викаш, изјаснат се и доаѓамо до една и заеднички заклучок дека уствари тоа е стварно така како што случајно или намерно допремо до таа тема и така некој се деса.
затоа што сега тоа е генерацијски јас претпоставувам, заради тоа што нели тие новите генерации да го во гледат и слушат, сигурно ќе не плукат и мислам ќе викат што имено овие што збора, да нели бла бла бла, Да. па нив ли треба да ги слушам и сето тоа, они ли се подобри од не знам кој. Разбирам дека е така. Да. И од тај агол гледаме на работите, не е... Да, не можемо да тоа е тоа, значи не можеш да сменеш некои работи, можемо да се потрудиме и ако допре тоа до некој, окей. Ако не е здрави живееш. Точно. Па тука доаѓаме до отварање на темата за денешната, за вечерашнава емисија, или како ќе му дојде вечерашниот подкаст за инфлуенсери. 18 епизода. 18. Али, колку месеци вакво бе, тоа е 18-ка, како... Пунолетни сме. Полнолетство више. Готово више фаќане закон, знаеш ли ти тоа? Да, знаеш ли дека може да почнат пријави да ни пуштат? Више, лична карта требаш уше на 16-та да извадемо. Да. Па ја мислам дека и за кола више се полага на 16 и за кола да положам, ја не сам. У Македонија? Па ја мислам дека уште од 16. За туку странство, да, за доле не знам. Мислам дека и тука е границата спуштена, да. Мислам дека е, што знам. Па сега да не се фанам у лъжа, ама така мислам ја. Ако имало некои промени на законот, не знам. Па да, 18 епизода е епизода посветена за инфлуенсерите. Како да немамо тајтл, тоа на така ќе дојде. Меѓутоа, одлуката падна да зборимо за таа тема и кој што мисле за истото. Пошто некако да се надоврземо на потрошувачката како инфлуенсери, како потрошувачки магнет. Предпоследната ни беше за парите и мислам дека многу луѓе се... Да, многу луѓе се согласија исто за тоа дека како се трошат парите и дека не сме единствени како ги трошимо и како пазарувамо. Па тука може да се надоврземо на тоа дека инфлуенсерите исто така се дел од таа машинерија, од тај маркетинг, од... Ја ти кажам право на тебе, чекам малку, пред да ти кажам, мене страшно нервира мојот климатизер за тоа што он е многу мирен, у принцип, вака, како си седемо. Сега ја пушти да имamo емисија, брче. Па ја не знам шо е работата, толку ли камера сака, може сака да биде и он трет тет. Стварно тука разбрче. Ама ја ништо не слушам, стварно не му обрки внимание, игнорирај. Ќе гледам ја тоа да зачистам при монтажа. Не, игнорирај го, нема. Ја не слушам, ја ти кажувам дека ништо не слушам. Добро. Да ми а другото што сакаш да кажам на тоа што кажуваш ти, ја ти кажам право за оваа тема, ја појма немам. Ја не знам што ќе зборам. Како да ти кажам? Мислам, појма немам. Како да ти кажам? Сакаш, неќеш да бидеш нападен, за тоа нема што да збориш, или не си запознаен со ситуацијата, уствари не може да не си запознаен, значи пратиш инфлуенсери, следеш некој, што следам? Запознаен си со таа... Па запознаен сум, ама не сум навлечен. Па и како кариера може ли да се даде како или како професија, или како... Мислам дека веќе почнува да се рачуна како професија. Луѓе заработуваат и у Македонија, што следам некои луѓе. Па да ти кажам право, може да биде она како да го речеме дека е професија по автоматизам, неќе да е професија по автоматизам, тоа значи може да каже дека нели професионално се занимава со инфлуенсерство некој. Може да каже. Ама тоа се нели тоа е практична смисла само, ама се најверојатно не постоje уште студии за инфлуенсерство, па занимање и професија. Да, и занимање или професија, да, што викаш школа да се учи за нешто така. Ама мислам дека нено почна многу да маркетинг агенции, контент креатор, дигитал креатор,
знам дека доста инфлуенсери правеа па еден период доста промоција на како онлайн школи за маркетинг и digital creator, нешто у таа бранша, знаеш, како да направиш, да изрекламираш производ, сега веројатно, како да дојдеш до следбеници, алгоритам, како работат тие работи, како да им го привлечеш вниманието, and so on. А мене тоа, да ти кажам право, ја не сум не знам како ти кажам, не ме интересира, у принцип, ама како почнава да се бавам со ово, некои работи укапира, учам. Сами си доаѓаат низ процесот ја учам. Ама искрено да ти кажам, па и на сите ваши гледате, мене тоа ужасно ме нервира и ужасно не е фер, алгоритмот не е фер, ја можам слободно да кажам. Вие не сте свесни што уствари алгоритмот сака да јаде. Значи, ти треба да го ранеш алгоритмот тоа што му се јаде, не можеш ти да направиш да спржеш рибанки да речеш ево ти тоа ќе јадеш. Не, онако сака пица кватро формаџи да му даеш мора за да он биде послушан. А ако не му даеш тоа што сака да јаде, он ќе полуде и ќе те фрле у сенка. Ете така некако да тоа ја кажам. Да, некако тоа многу е исто многу интересна некако многу нападно, насилно. Не можеш да бидеш ти секад мораш нешто да глумеш за да алгоритмот те сака. Па да, и да имаш повеќе да те изфрла кај луѓе што не те следат, за да те заследат, за да се протне тоа некое видео или не знам, или еве рил, или како измислија се многу работи од короната на навика, почнуваше со TikTok, со играње, ако играш на една песна, и сега сите истата ритмичка ја играт. Вирално. Текнува ли ти на тај? И тоа треба да стане вирално. Па многу тиктокери тука направија милиони и милиони следбеници, нели, па дојдеа и до степен да и заработуваат на тоа, само тоа што ќе седат дома и што ќе играт и која е следна песна што ќе биде тренд. Друга работа, ти што викаш алгоритмот. Па да, не само тоа, например, ја не ќам да именувам, ама доста луѓе, еве, ајде да ги речеме инфлуенсери или не, добиваат многу повеќе простор, како што викаш ти, алгоритмот ги пушира, само заради тоа што направиле некоја глупост или нешто екстремно опасно или нешто што не знам, што стварно не знам како да го дефинирам, и тоа видео и да сакаш ти и да не ќе ти ќе го видиш. Сваќаш? И автоматски тај човек што стои позади тоа и таа видео или што е у видеото или у самата содржина, он е или познат или нели мора да има некој, не знам како да сега да се изразам, и не можам да кажам дека тие се инфлуенсери. Ја повеќе би обрнала внимание на оние што своите деца исто ги користат како контент. Знаеш, оно што се шире како еден вид на лажна слика за реалниот живот, например, можда тоа не ми се допаѓа. Некој што си споделува што си имал, например, со некои фирми, соработки за, например, одредени производи да ги рекламира, тоа си е реклама. Сваќаш, тоа ја го разбирам до еден степен, заради тоа што рекламата и ти што претходниот пат, како кажамо, маркетингот си постои години наназад, сега е само поусовршен и усовршен, и самото време ти нели налага да ти се носеш со времето и со модерните работи што ти ги нуде, и сега ти како ќе се рекламираш, тоа е право на избор, и сега ако некоја фирма решила инфлуенсер да ги рекламира, молим лепо, нели? И сега моја ја дали да одредам дали тоа е квалитетен производ или некако што кога ќе отидам у продавница, моја дали ја ќе си го купам тоа што некоја ми ги рекламирала или некоја друга што, па некој друг инфлуенсер, нели, што има малку повеќе долар. Тука се мешат работите, Мешат се работите. Кога идеш физички да го видиш производот, да фанеш, нешто можеш, ако е лишто, например, можеш да пробаш, да миришнеш парфем, а многу е јако тоа што модерно стана, нели, онлайн купувањето, и ти производот го купиш без да го
пробаш, без да го видиш, без да го наслепо, материјалот осетиш буквално. на прстите, на кожа. Тај Да. парфем ако е добар за тебе, може за друга девојка и друга жена нема да биде добар, секој парфем реагира различно секоја на кожа различно, кожа. да. И тоа што нели има список на ноти на парфемо, не можеш ти преку списокот ноти да знаеш дека тај парфем точно така мирише. И кај тебе дали така ќе мирише. Да. Дури на хартија да го прснеш е различно од на кожа. И sad тука инфлуенсерите, ево им приметено конкретно за парфеми почнаа да зборам, на TikTok, особено на TikTok, испадне вирално. Значи секој месец има некој парфем што е вирален од на TikTok и сите мора да го имат и само првото што ќе го направат е онлайн да го нарачат. И они го нарачат. Сега дали ќе им се свиѓа, дали ќе им се убаво развивана кожа, дали ќе трае, дали не знам што, они више го купиле, отвориле, почнале го и нема враќање. Парите се дадени, рекламата е успешна. Нема тука тоа што... Да. Значи, Ама види, тоа станува збор, тоа станува збор за луѓе што еве прават контент или нели нивниот Инстаграм профил и својот лик се го користат нели како рекламно средство. Сега ама од друга страна мене ме страшно иритира кога луѓе што прават глупости на Инстаграм ги кажуваат инфлуенсери и се декларираат како инфлуенсери. Дали ме разбераш? Значи ја не би да именувам, ми е многу интересно тоа што нели има инфлуенсери што нема дефиниција. Да, ама не, знаеш, само да не забравам, морам да ја кажам тоа. Ајде. Значи, знаемо или на некој начин се знаат, знаемо ги или по светот ги знаат кои се инфлуенсери од тај аспект. А меѓутоа, според мене, инфлуенсерство ако више га дефиницијата, ако барамо суштината, што му е сршта, инфлуенса или влијание вршат многу други работи, не мора да е инфлуенсер за да може да дури и повише инфлуенс ќе има некој што не е инфлуенсер врз луѓето колку инфлуенсеро. Самите тие лоши примери што ги дават на децата од обични видеа што ги постираат, што не се инфлуенсери. Што прават ово или оно, што кажуваат, или лайв што се вклучуваат, нешто уживо се вклучуваат на TikTok. Значи тој како влијае на психиката на развоја на се. Тоа сакаше да ти кажам, значи тука не станува збор само за купување производи. Тоа сакаше да ти кажам, значи не станува збор само за ние чека ајде ќе продаваме за нешто, за потрошувачи или чека сега денеска колку производи јас ќе изрекламирам и дали тоа ќе биде ќе има побарувачка или не. Него ти што викаш толку многу луѓе имат пристап и секаков вид на луѓе имат пристап до интернет. Нема веќе цензура на ништо, значи можеш буквално што сакаш да правиш. И да тоа го гледат деца од 12-13 години, па и не така, нели како што кажамо, не толку зрели млади дечки што допрва им се оформува карактеро, личноста, уште се психолошки у развој, што викаш ти, и некако многу работи станаа нормални, што не се нормални. Ама за тоа имamo зголемено ни насилства, булинг и психички пореметувања и мислам, а они тоа да викат и овај инфлуенсер или овај јутубер е многу јак или јутуберка, нели? Знаеш, и сега они мислат дека и веројатно и така им се, така и они го доживуваат. Тоа почнува светот да им станува на нив. Да, они они веројатно не се свесни што е нормално, што не е нормално. И сега они тоа го доживуваат како нормално и и они стварат еден вид на идоли им се тие, и они веќе што викаш, тоа е начин на живот и тоа е свето, Ке го земам Пиксито за пример, он како кажа, века, ние сме се градиле како личности, без такви глупости. Порано се знаеше што е лошо, што не е лошо, што е окей и што не е окей. Како и на прсти можеш да ги изброеш будалите у град или на интернет. Да, ама гледаш, знаеш што како во интернет е предност да си го кажеш своето мислење, нели, у секој случај да има позитивна страна, меѓутоа сето тоа паѓа на усенка за жал. Злоупотребува се више. Да. Значи нема граници, не се користе
не знам, правилна насока најверојатно. Значи ја тотално ја не ги сваќам тие инфлуенсерства, значи ја стварно не ги сваќам, ја не се ни трудам да ги сваќам, ја немам ништо против, значи мене не ми сметат, нека си работат ако така заработуваат се. Апсолутно, да. Океј, затоа што јас сум човек што стварно мене не ме гајле, како да ти кажам, не ме гајле, ништо не ме гајле мене. Нити кој со кого, зашо, како, шо купува, зашо купува. Секој нека си одговара за себе. Секој треба да има да е способен да даде одлука, да процене дали е тоа добро или не. Значи сега ја можам да кажам моje мислење и можам да кажам дека нештото е добро или лошо, меѓутоа ја не можам да го променам мислењето. Ја така барем сметам. Ама ја уште не можам, ја не ги пратам тие некои таму, има ги тука, не знам, во Македонија имамо ама ево, како што гледам у Србија, малку по-друго, на друго ниво са. Они имаат виши продавници, нивни, кои што продават мерч, што го викат на англиски, значи печатени алишта, маечки, капи, смоки, колачи, круасани, беџови, парфеми своји веќе имаат, не знам, Бог да чува свашта. Ташни, тренерки, своји купачи. Дали тоа некако ја тука го споредувам со мене, например, ја, например, не знам како да ти кажам, тоа е се произведено, знаемо ли кај е тоа произведено, тоа се штанца, како прво. Тоа е се ефтина роба. Сега, и да не постоја, ќе ти го измисла, тоа више ги имamo кажано у некој епизода. Само да имаш пари и да го нарачаш тоа од Кина, ево, ќе кажеме, нели? Дали ја, што сам дете, што мој татко уште има печатница и некако цел живот, нели, тие рекламни материјали, тие работи, ја, например, можам на прсти да избројам една рака само колку мајци имам направено за мене со нешто што ја го сакам. Дали е тоа бенд или пејачка или лого или не знам што, или шолја да ги штампам, или постер да си направам, или пенка, не знам, било што. Ја никад не сам го тоа гледал како нешто вау. Знаеш, можда и заради тоа некако сега ја не го сваќам ово, шо е, тоа се истите колачи, истото тоа, не го гледам поентата, а тоа се се надувани цели. Сепак се прави фама околу сето тоа, што е толку едноставно. Тоа сакаш да кажеш. Знаеш како демек, ево, детата ќе се потепат, да имаат мајца со не знам шо. Знаеш, некој нема доволно пари да даде за такво нешто. Еве, да речем, капче падна ми на ум, нели, капче со некој таму шо такво. Не може да даде секој 600-700 денари, немам појма ни колку ја така трескам. Нели, тоа не е буџето. Па тука автоматски се ствара и детето тука готово, знаеш. Така. Па ти мене не ме сакаш, па ти мене не ми купуваш, па ти мене ме према родитело, ама и од круга на другарите, ако немаш га тај производ, па тоа е друг муабет, дека ти си имамо га правено цената ако прв си го купил тоа како или така, ама истото нели, исто телефоните бенено, iPhone ако го немаш најнови iPhone или не знам телефон што испаднал или компјутер или еве сега е модерно PlayStation и не знам PS, како беа, не знам, ја не сум таков тип играм. Не го сваќам ја тоа. Тука знам дека е Супер Марио, имат едно Nintendo, ама нели нов вид на Nintendo измислено и тоа да, модернизирано, конзоли секакви има. Не знам што кажеш. Децата се тркат телефони да имат. Да, окей да има трендови, ама некако нормални граници. И у наше време имаше трендови бенено. Ајде ја ќе речам, ја као мала Барби ќе сакаше и тоа за мене беше тренд. Да ми донесе тато од Италија. Ама за тебе било тренд, тоа не било тренд, што знам? Па не знам. Не се сеќавам на нешто такво тренд. Што тренд е имала, ево баш да ви му мисля дали имало некој тренд. Што тренд? Тренд е имало можда звонарките, моден тренд. Монтките. Да, звонарки како мода. И мушки и женски знам дека носеа. Нешто фризури може тренд е имало. Ама нешто да поседуваш... Не е било нешто, што викаш да поседуваш, да ти мора да го имаш, за да се уклопиш у друштвото. Не се сеќавам на нешто такво. Што знам?
Мислам дека и испадна тоа кога почнаа да испаѓаат мобилните телефони. Ја кога беше 5-16. Социјалните мрежи. Не, мобилните телефони. Мобилните телефони, нено. 2000-тите, 2005-та, 6-та, кога веќе улезеа компаниите, Телеком. Почна со екрани у боја да ги да, со мобилни. Прво беше како се вика, оние Samsung, па Nokia 3310, па на расклапање, па на па после на расклапање, нели кога се тркамо кој каков мобилен има, дали ти у црно-бело на титит или ти е у боја екрано. Па како ќе ти звоне, па како ќе ти звоне, која музика ќе го ставиш. Па имаше на едни да компонираш сам, дури па се плаќаше, па се нарачуваше позадина, бекграунд. Тогаш би рекла некој таков тренд, ние како женски. Не. Ја мислам дека не беше толку многу како што се сега силни тие трендови. Да, сега е некако не too much. Не се двојамо, ја мислам. Не сега е пострашно. Сега е пострашно. Сега кој има, кој нема, сега е пострашно. Да, сега е некако забрзана желбата да се купува. Ама ај бре па деца, ама па возрастни се надпреваруваат бе. Па и возрастни, да. И тоа Ја тоа не го сваќам. Ја затоа викам немам поима за оваа тема. Ја стварно како да ти кажам, психолошки феномен, значи пак ќе се вратиме на маркетинго, нено. Ја мислам дека едно со друго се многу поврзани овие двете работи од претходната за пари. Заради тоа што луѓето нели за да имаш ти конзумент, треба да имаш и некој што ти нуде нешто, што ќе ти стават на тацна, тоа ќе јадеш. И затоа тука инфлуенсерите доаѓаат до степен на влијание да видимо колку можемо. Нели гледаш дека секој инфлуенсер, сега не знам дали ти ги следаш тие работи, ма ја ги гледам, например, викат ги на евенти, на промоција прават за нови производи и сега фирмите сами по себе викат влијателни личности или некој што има многу следбеници, значи буквално и така се така ги рангират. Имат кјарбе, да. Да, така ги рангират, чекај кој ќе ги ставимо на листа од инфлуенсерите македонски. Еве зборимо за Македонија, за да видиме тие истите како можат да ни испромовират нас. Колку можеме да добиеме. И колку можеме ние да добиеме од истите. Да се вратиме на тоа like, share, subscribe или тагни ме или follow this page, нели, заследете на Instagram, заследете на Facebook, заследете на ваму, па значи луѓе, тоест овие како се вика travel agency, не ми доаѓа на македонски, агенции за патување, нели, што се за туристички агенции, е така. Гледаш дека им плаќат дури бесплатни овакво одмори од 10 дена и ги шетат низ хотели за да ти им споделеш на луѓето кај шо како е, дали храната е добра, дали не. На кого они влијаат? Мене во ми е многу интересно. На мене сега да не претерувам, меѓутоа сум тотално искрен. Мене не ми се десило никој таков да ми изврши влијание за било што во животот. Ма не, ти не можеш да се споредуваш со другите, тоа е па друг момент, ти цело време викаш ја и на мене. Значи има луѓе што буквално си гледат што таа некоја си таму ќе каже. Ама зашто, например? Па не знам, веројатно им веруваат. Па отиете на интернет и мисла дека... А како се станува? Пошто нели порано инфлуенсата, вака да речеме, од доаѓаш од, што викам, од оние селебритите, дали се глумци Холивуд, дали се пејачи, нели кад немаш интернет порано па реклама направе некој бренд со некој со пејач глумец, нели? Така знаеш дека не знам за био била таа, за Нивеа, за нели, за шминки, за свашта. И ти мислиш демек, нели, како демек чим онага тај парфем носи или таа шминка го користи или не знам што, дека тоа е автоматски по автоматизам добро и за тебе. Да. И за сите.
Ама некако тоа дали дека беше малку по, знаеш, не го гледам ние тоа нон-стоп, реклама ќе видиш некаде. Да, и не беше толку агресивно рекламирано. Да, сега скролаш, сакаш некаш, точно, порано играш игра, гледаш филм, слушаш музика, секад излават реклами. Нели? Да, особено тие што кад не ги платиш, кад немаш премиум акаунт, мораш реклами да слушаш. Мораш рекламата да го гледаш, сакаш или не. Колку и да не, она ти улава у подсвеста. Да, бе, не, но порано, например, не биле толку агресивни, од прични евен, ја шо знам, кога работеше у телевизија, значи една реклама толку и толку има простор за тие пари, колку пари, толку музика, толку ќе се рекламираш. Секунди, Просторот ти е тебе ограничено секунди. И за тоа рекламите порано ние додека сме живеале 20 години наназад, ние гледаамо вести, па реклами, па вакво, па филм или не знам шо и да, или цртани, ајде. А рекламите, кој ќе приметеш кои реклами повеќе пат се рекламира, или оние што многу добро се платени и ќе ги има у секој блок на реклами, или некој ако не платеш толку многу, ќе ја видиш рекламата еднаш или два пати у дено, така ли? Па има врска и дали тоа за време на некој битен настан живо или спортски или Евровизија или не. Така, значи се си носи своји и си имаше критериуми порано, а сега, пошто на интернет се е достапно и сега ние имамо пристап до се, а еве ти што викаш на YouTube, ако не си платиш да си гледаш само YouTube без реклами, ти на секој 5 минути, значи ја музика не можам да си пуштам, мене тоа ужасно нервира, човече, музика не можам да слушам, морам ја да идам на Spotify да плаќам, ако сакам да слушам музика без реклами. Истото случува со YouTube. Идеш на Instagram, рилсови луѓе но бам, реклами од секаде. Играш игра. Да се опуштеш каде. Бам, реклама. Тоа те напне реклама некоја 90 секунди, минута и пол. Така, исто, телефонот го чистам од, нели она, како се вика тие, не знам, има една апликација да го изчистиш телефонот, бам, реклама испаѓа, треш, да. Значи, толку е агресивно, што викаш ти у подсвеста ти улава да мислиш дека ти имаш потреба од истото. Ние доаѓаме до степен да самиот телефон, и што викаш ти, што го спомна, алгоритмот е толку безобразно суштество. Да. Не го сакаме. Па стварно, што он ти ваде, буквално ти ако еднаш си кликнал на нешто да видиш како реклама или шо и да е, и оно бам, и само за тоа ти испаѓа. После те отече, само за тоа ти испаѓат реклами. Или па што викаш инфлуенсери, ако си ги видел нели нешто да изрекламират, ама мора да се направи разлика од реклама до нешто како ама не, тук имамо исто, ја имам некој морамо да ги разграничаме и оние што ги викат сега, ја мразам такви изрази на англиски, ама content creator и influencer не е исто. Значи, ова што прави контент, нели, правиш си влогови или нели, например, имамо ние подкаст, а инфлуенсер не е контент креатор. Има разлика. Различно е, има разлика. Да. Ја, например, имам, извини што те прекина, да не ми избегам мислата, имам инфлуенсерки, посебно македонски, што ги следам, например, ќе кажам дека ми се и малку и омилени до некаде и затоа и ги следам, што например кој бре ги следаш, те кажи ми. Па не знам дали да ги спомнувам моја емисија, не знам може ли тоа. Например, ќе го кажам Мија Костова. Мене ми се допаѓа Мија Костова заради тоа што она секад проверува нешто пред. Ја не ја го следам, да. Она секад е коректна за било што, значи она не рекламира било што само за да има следбеници и за да речемо и она секад го пробува тоа на неа. Сега, окей, колку е тоа релевантно, нели, позади камера, нели, сега ние можеме се да кажемо на Инстаграм и у сторис, ама некако многу ми е искрена у однос на тоа што го праве.
Мене па, добро, ти го гледаш од тај аспект, ја па, например, не ми излегло нешто како да рекламира, ја поише го Не, она како препорака го дава, тоа сакам да ти кажам, она не те пушира дека ти мора да го купиш тоа, него кажува си неизино искуство и сега моја си ја дали да, ќе купам или не. Да, ја немам начекуваност такви, ја се поише за некои, како ти кажам, да речеме од областта на анксиозна психологија или тоа односи. Да. Некако секој ми е така како И она и Ксенија Николова, писателката исто, и она зборе за анксиозност. Ама она, например, и Маја Кикириткова, од неа имам, она не рекламира, туку препорака, топла препорака за еден шампон за опаѓање на коса. Она го користила на нејзината керка. И покажува субтилно. Да, буквално така сликичка и со шампончето као добра препорака за вашите деца, викам ќе го земам. Баш ќе видам дали стварно. Например, и ја ден денеска година време ја користам тај шампон од Маја Кикиритко. Што ми го има препорачано. И стварно е добар исто на керка ми. Коса до задник. Ете така. А онака на другите некои што ми се баш онака познава се дека се како изфорсирани да го рекламират производо, тоа ми ствара некако одбивност. Значи гледа се. Ја не следам Лори никој од тие, слушнал сум за тие, да. Ама и видел сум нешто што тако, ја не можам тоа да следам. Ја стварно можда нешто за вкус питање тука или шо е. Ева ми го следам само. Ја ево мислам цело време дали некој друг ја мислам Не, ја не следам. Ја не. На Инстаграм зборам. TikTok, например, не имам. TikTok имам заради тета-теца, нели што ги ставам у видеото. Ја TikTok не знам ни как функционира. Така, ја само ставам видео, не знам. Да. Ама, како ти кажам? Ама има луѓе што апла седат и следат. Ама за шо бе така? Шо е следниот чекор, кај биле, шо биле. Значи, имат, дрзнуват се да коментират, да вреѓат. Ја, например, па и тај дел од една страна, доживувам го и како, ајде да речемо, не храброст, ама секоја чест со шо не се нападнати, например, и тие истите. Па тоа скоро имаше Мија, видели тоа, таа некоја нешто што се дешава тамо со лажни профили. Да, и со лажни профили, значи, опасна работа и опасно време стана. Не можеш веќе да веруваш на сопствените очи, нели, што викаш некој. Мене знаеш што ми чека, сега ми такнат да се устило како да ме треба да се заштитат. А нешто закони тука има нешто. Мене не е јасно како се регистрират ли се за чиновници, ке рече човече за инфлуенсери. Не знам зашто така ми иде. Не знам како е тоа процедури, нешто слушам дека више нешто како да ме ки тие. Па нели над 10.000 следбеници, како беше што? Абе да, ама нешто не знам нешто, не сум убаво изанализирал, нешто имаше како да ме ки за да опште више дават награди, треба не знам колку да се плаќа од дарување нешто. Не ми е јасно. Нема веќе. Затоа нема веќе. Нема снемага тоа споделување. Како беше тоа giveaway. Ја ретко сум учествувал такви работи, добивал сум некои книги, нешто такво, зборам за пред 5-6 години, ама нешто како тоа ми е на мене, знам, јасно ми е да бидам реални. Тоа е игра. Тоа за шо е? Као лотарија буквално. Па да ти кажам право, дури дали стварно само не дали стварно дават. Некој стварно добие, ама некои други работи, па питање дали е реално и Па ништо веќе не можеш да веруваш. Не можеш. Посебно овај виртуелниот свет. Некој стар дел са тука да такво. Па нема, јас сум малку реални да бидемо. Треба, нели, за да се напунеш со следбеници и со публика, прават ги giveaway. Сега апла, тоа е заради тоа. Сподели, па со пријател, па тагни 5 души, па неограничено. И нели сето тоа е потенцијално дека отидеш да ти ги тагнеш, па и тие мошките се следат од тие 10 души, двојца. Ама не е морално е да заследеш, морално е, гледаш таму се пишува, мораш да заследеш, па да тагнеш пријател. Има ли више нешто што е морално? Постои ли више морал и етика и
Па не тоа знам, далеко тоа више се... Не, мене во ми ужасно иритира, затоа рече на почеток, јас стварно не знам што да кажам, затоа што ја не живеам у таков свет. Не пратам, нема никој врз мене некој да речам, ево дури случајно, не постои некој некад да имал врз мене некакво влијание. Ама стварно никој. Да купам нешто или да отидам некаде или дали па тоа може од тоа што ја, например, не сум некој материјалист што како да ме сега таму негде, не знам, на одмори, мора и ја леле колку е убаво, ја немам такви апетити. Ама не, па тоа и Што знам? веројатно и до па и ја не би отишла на одмор некаде ако некој би ми рекол. Ја попрво би послушала некоја мајка тука што ќе отиде со децата и знам дека ако ми каже и за деца тоа е супер таму, ќе го земам тоа у обзир како совет, нели? За некоја инфлуенсерка што шета со телефон само и снима соби и ми кажува леле тука е многу добро, вака така, храната. Не е тоа. Значи ја не можам да ти верувам, сестро, заради тоа што ја со 3 деца мене ми треба нешто подетално. Да знам кај улавам и дали вреди да си ги дадам парите. Ама чекай сега, тука некако тоа идемо како у насока да немаш више идентитет, бре. Мислам, како да кажам, од друга страна, личниот вкус, како да ти диригира некој што е добро, што не е. Така, ти прашали се, ако ти истражили? Сам за себе, што ти сакаш, да. Видели? Нешто од тебе ти сервират на тацна, точно. Нели порано некои пријатели ќе ни кажат, па ние лани бемо тамо, вака и вака беше тој. Па чим така, па и ние да отидеме Ајде да видимо, да пробамо. Па и сме отишле, например, па и ние не се свиѓало, па никому ништа, нели? Ама некако, не знам, тоа више како се губе и дали приметуваш, мене ми е многу интересно тоа што сите се трудат да бидат инфлуенсери. Како не приметувам, како секој да има, како тоа му е целото у живото, чим више си присутен у јавноста, сите тежнијат да имат што може да поише следбеници и сите гледат низ призмата на ќар, пари, добивка. Абе види, сега да разграничиме некои работи, ќар, пар, пари, добивка, што пар, ќар, баруња. Пар, ќар. Ја и моите гафови. Као псисок. Лежуме. Овакво. Види, ако јас се занимавам со нешто како моментално што е тет-а-тет, да речемо, мене не би ми било лошо и ја да имам некакви примања, тоа го спомнам, нели? Живееме у капиталистичко време кај што пари треба за се. Меѓутоа, луѓето што се некој пробува да биде инфлуенсер и при тоа дали имал нешто да каже паметно или нема, или само глупости ќе праве, тоа не го оправдувам од причина што стварно секоја будала има пристап до интернет и сите имат нешто да кажат, дали е тоа нели со поддржано со факти или не се знае. Се некој праве будала од себе и он е вирален, ама од друга страна... Слушай, ти кажам, се више каша попара. Ја мислам каша попара не може во да се одмрсе. Кончето е више многу заплеткано. Да, не е дефинирано, например, да речем, ајде, ево, ќе бидам инфлуенсер и дали е работа тој, дали да има некои норми како да се работе. Сваќаш? Пошто сега, например, и еден обичен и чистач може да отиде и да си биде, мада не ги подценувам ја тие овакво професии или било која професија, сакон да стави телефон на додека чисте и он веќе инфлуенсер, знаеш, некако да има норми, да има некаков... Нема бре норми. Мене ми сега така мозгам цело време од скоро пред 2-3 недели. Покуша некој така како не знам што беше тоа. Мислам некој како човек, него како многу нападно знам дека неколку дена почнаа да ми излава една книга на Инстаграм беше како од некои профили што суптилно рекламират, значи така нешто како преку цитати, преку воно, нешто поврзано со
Не со анксиозноста, него со overthinking, мислам, со прекомерно размислување беше. Добро. А пошто сум јас со тоа, нели, имам сива проблемо, и као демек, многу ми се бендисаат тие неколку такви quotes што ги имаше извадоци од книгата. Добро. И што викаш ти тоа, дали што го еднаш ка види, почнаа тие 2-3 дена да ми излава интензивно сегда. Таа книга некако како дали реклама, дали од некој така се нешто. Цело време така нешто. И викам, чекај да видам оваа книга, што како стоја работата, да видам колку пошеано рачувам и од странство и се. Мада више сега почна кај нас исто давачки не е баш кој што беше, нема веза добро. Сам да кажам, ќе размислам многу поише пред да купам било шо. Да. И викам, чека да седнам да прогуглам. Дали го има прво на македонски, ме интересираше. Не, ама има го пред продажба некоја, не знам, која издавачка куќа, како да има го пред продажба, више е сигурно продажба дека зборам, дека оваа емисија иде. Не беше нешто 400 денара, 500, не знам. И викам, добро, окей, викам, ама па може па да е подобро да го прочитам на англиски, пошто оригинално, нели, не знам колку е преводот, па добро во оно. Да. Разгледам неколку опции, ама викам, чека, ја викам, стари да видам мислења ово, оно, шо, како. Човече малку разгледа, потроши едно пола саат, и јас, знаеш што дозна? Дека книгата била напишана од вештачка интелигенција. Стварно? Да. И дека сега било тренд по Америка, тоа било шлени плен на Амазон, дури више не ги ни принтат книгите, има print on demand. ChatGPT на тебе ти напише книга на што му кажеш, ти само го направиш, он ти го спакува и насловна и се, електронска верзија, и ти бесплатно можеш да го ставиш на Амазон, и ако си инфлуенсер, ако имаш следбеници, тоа ќе се шитка. Сега ако немаш, многу потешко е да се пробиеш, но и тоа шансата постоја. И има опција Амазон, ако некој не ќе да го чита електронски, и ако ти не си дал пари да направиш тираж од 100, 200, 500 книги готови, трупче што чека, нели, па да ги праќа, у моментот Амазон има си оддел што го принта и го доставува физичката копија. А книгата била напишана со помош на вештачка интелигенција. Дали сте вие луѓе свесни дека ние ќе почнеме сега да читаме книги што се вештачки? Да, и тука па има ли поголем инфлуенс од тоа, бре, Лори, да утупавеемо? Утупавеемо. Добро што не ја импулсивно можеше да кликнам пред продажба на македонски. Знаеш како да ме кај, знаеш, баш многу, стварно многу ми се бендисаат тие неколку. Па тука автоматски умира работата за писателите. Кога дошло ред вештачка интелигенција... Се веќе умира. Тука вештачка интелигенција ти креира мислење. Тоа па ја музика, кога слушнам некои такви што музичари се и кажуваат, а почнуваат да користат, дури имам ја и некои што ми биле познаници и се, значи, прават песметини со вештачка... Ако си музичар, јас сега не можам да тврдам за обичните уши, за обичниот човек, ама ако си музичар, конкретно за во зборемо, лесно ги приметеш дека е... Да. Треба да приметеш дека не станува збор за природно, нели? Да. Ама, нели, општата популација тоа нема да го така лесно примете. Ја баш сега дали зборима, не знам ја и ти за тоа дали ти кажа, пред месец дана на македонско радио, они имале како на неделна база хит на неделата. И имале некоја песна што многу народ почнал да им пишува агресивно која е ваа песна, не може да го најдеме со Шазам, со не знам нели одиона. И вика толку многу не бомбардираа, вика и официјално мораме да ви кажеме дека станува збор за вештачки генерирана песна. Нема, вика, изведувач. Леле. Добро, чекај, ние малку избегаме од темата на инфлуенсери до... Што избегаме од темата, до вештачката интелигенција, ама да, така е. Ама тоа ти го промовираат, бре, они. Тоа ти го промовираат и тука народот више нешто, викаш, не размислува со своја глава, нема критичко мислење.
Смешно што трагично, треба да плачам. Јадеш тоа што се сервира, нема да речеш и чекај, па зашо да го купам тоа ваа што ми го препорачала или некоја или ама знаеш што, тоа автоматски не значи дека таа личност не го почитувам или дека имам нешто против. Далеко од тоа. Да. Ама треба да си имаш брз свој вкус и своje мислење, си така, слушаш па твоето тоа е внатрешно. проблемот, што немат луѓето така. Немат луѓето своje ја, ти што викаш, веќе си изгуби чувството за осет што е добро, што не е. Премногу како ни диригира, така е играмо. Е муабет. Реално. Да. Добро. Јас сум среќен што тоа мене немам такво влијание, барем стварно ево не можам да се сетам, ево со книгата се сети. Може да со некои парафеми, ама па ги немам па купено. Добро е. Значи, тотално имам сванато дека се што се прави хајп, што викат оноа за парафеми, мене ништо тоа не ми се свиѓа. Леле, јас сум отров за таквите. Јас се што е трендовски, јас сум опозит. Јас сум контра на тоа, се што е тренд за инат не купувам. Леле, мене ми такнава моментот дека многу беше нели тренд Someone Like You од Аделка ти спадна. И знам дека патуваше од Штип од работа вечер се враќаше на кај 7:30 тај автобус е 7:30. И по патот во автобусот го слушна таа песна на радио, на Антена беше, мислам. И мене нешто посебно така, знаеш, не ти даде некоја. Не, како ти кажам, како така го нешто не знам, ја така беше задремуваше, а беше ноќно време, зимно. И беше уживо изведбата на Someone Like You пуштена од Адел, од концерт тамо. И викам, во интересен текст, знаеш, имаше така мирно го слушаше, имаше време да го скенирам, сваќаш, да го доживеам. Да. И идам дома, после гуглам и сваќам дека тоа е песната што го форсират ностоп, а ја знаеш некако, а јас сум секад против тоа, значи ако некоја песна го форсират, јас денат не го слушам и не го гледам, точка, крај. И ја исто. Ама или тоа нешто сите го имат, ја не ќем да го имам. Таа па Адел па песната стварно ми се свиѓаше и како ти кажам, не дека некој друг ми наложи. Или Game of Thrones. Ја го доживеам. Текнува ли ти на Game of Thrones? Ја тоа никад не јам гледано. Да, не. Така не. Нешто у тај смисол, за нешто како Имат пуно такви работи, и Хари Потер, и Lord of the Rings, не знам ако смоке филмови. Мислам, свашта нешто има. Па дури и модни трендови. Мислам, и модни трендови, ја од секад сум сакала малку поразлично да изгледам. Ама треба да имаш свој печат. Некој, како у фабрика. Или сега што е, например, тај момент забравам да го кажам, што не ми се допаѓа од една страна, сите кои што чине филери, ботокси и тај дел многу го форсират инфлуенсерките, што например ја многу не ми се допаѓа, ама од една друга страна па има некои знаат да препорачат некој добар доктор за нешто, за било што. Знаеш, се си има pro and cons, знаеш, но некои си да речемо нели мани и предности, например сега за па и за здравје некој доктор или некој лек или пак ја спомнам Мија многу пати знаеше да споделя на Инстаграм за време на настинки што му направила на нејзиното синче кога била мал, нели, каков чај или каква чорба му направила за настинка. Знаеш, некои такви работи, окей. Тоа е како искуство споделуваш. Така, нешто што го споделуваат како искуство, или удела со Емилија, например, со Наскова за рако, кога збореше дека исто следила такви некои страници или луѓе за што споделуваат каква храна, нели. Да. Тие и на тие би им дала титула инфлуенсер, така, нели, што викаш, психолошки добро делуваат на тебе, да се градеш, да се надоградуваш, Ама знаеш шо, за храна, тука например. Исто и тука треба секој сам да си проценеш што е добро, да си го извлечеш доброто. Тоа е проблемот, но што луѓето не, некои не значи не може проценуваат, по автоматизам инфлуенс да ти изврши тотален. Да.
Да, Ме тоа ме например, нервира. кај младите, мене ме нервира што на нив им си идоли некои си таму што ги мават со торти на концерт, или со лубеница, или пијат од чаша, од патика пиво, пример. Нели? И таквите ги следат. Ама, нено, малку забега у лоша насока, посебно кај младите. Ние пак се вратаме на тоа. Ние сме изградени како личности, ние знаеме што сакаме, ние сме возрастни, значи... А тоа сега се граде. А кад се граде на 14-15 години, средношколски денови, сваќаш, значи да не идемо у насока и на сексуални односи, на тоа колку сексо е промовиран на интернет. И тоа страшни работи има, значи не може девојче од 11-12 години да изгледа како 12 годишно само заради тоа што некоја инфлуенсерка и кажала дека тај липстик и таа пудра е добра за неја. Ние не знаеме што е пудра бе до 15-16 години. Не ни става амо пудра у школа кога тидеш. Сега кога отидеш у основно изгледат како тетки девојчињата. Машките уште од кога почнуваат да пијат алкохол, нели? И после се чудимо зашо има агресија кај младите, зашо им доаѓамо до степен да завршуваат у полиција млади деца и напаѓачи и жртви. Какви се не има, нели? Оноа булинг, што го ние викамо, ово веќе го преминува ги границите на булинг. Ово е више насилство, ово е више криминал, кривично. Па тука се појавуваат и луѓе што овоga збора, да речеме инфлуенсери со намера ово да го кажат, ама тие се многу помалку... Тоа ме исто нервира. Тие што имат глас... имат, да. Така и не... Или не зборат. Правите вредност, изместени се вредностите. Изместени се вредностите. Повторемо, често го зборимо дека се изместени вредностите. И моето мнение е дека многу тешко па дали уопште некад пак ќе се врнат у нормални работи. Нема. Иде на полош. Што вика пикси работата не иде нарно. Да. Да, на многу... Јас стварно не го разбирам тоа и сам горд што не го разбирам тоа, не ќем ни да го разберам тај свет, не ќем така да функционирам, немам потреба така да функционирам, знам што сакам, знам што не ќем, ако нешто сакам да знам дали е добро или не, ќе истражам, ќе направам се за да можам да пробам лично, да се уверам дали е добро или не. Не би слушал, не би можел да купам или да поседувам или да идам негде или било што, само затоа што некош има многу следбеници го кажал тоа дека убаво. Стварно не сум таков тип, колку не знам кој како ќе ме сване, меѓутоа искрен сум, не знам. И не ве сваќам вас што мислам, не ти викам тебе. Да, знам, обраќаш се. Сепак има трет од другата страна, не сум само ја. Да, трета тет, да. Трет пар очи. Не ве сваќам. Не можам да ве сванам и стварно ја ви праќам апел да си го уклучите вашето ја и да сванете дека не сите имамо исти вкус, исти потреби, па крај краеве и иста длабочина на джеб за да си ги дозволиме истите работи. Точно. И не смееме да дозволиме доколку джебот не е толку длабок па да паднеме у депресија. Така, заради тоа што нешто е многу добро и фенси, не можеме да си го дозволиме, по автоматизам ние не сме вредни, не. Да. Вредностите треба да почнеме да ги бараме у други работи. У други работи. Така е. Еве ја имам приметено од наши генерации што се многу луѓе почнаа да се, пошто социјалните мрежи станаа толку многу токсични и веќе нема што да понудат и ние како изградени личности како карактери луѓето почнаа да се повлечуваат или гасат фејсбуци или гасат интернет, знаеш? Користат само чисто за со пријатели да комуницираат, нели, дали ќе е месенџер или па и Viber еве на пример или WhatsApp, нешто такво за комуникација, веќе некако делува и психолошки ги истоштува луѓето веќе тоа што е преплавено со овако. Ја им се дивам на тие луѓе што немат Facebook, Instagram и такво. Ја стварно пробувал сам на неколку наврати да немам
барем едно од двете или пошто тие некои нови не ги користам, еве TikTok, Да. не знам што. Ама Па некако се враќаш на тоа. враќам се од проста причина што така функционира светот. Значи, ако немаш, Како да не си дел од ама играта. знаеш што, више има проблем и луѓето, тоа нели си влече се, има проблем више и со запознавање, со социјален живот, со нели вака надвор ти спаднат више знаат да се понашат. Па онда имаме проблеми со дейтинг, со љубовни врски, значи не можат бре да запознаат, женска да се фане, ако не, дечко да се фане. ако не. Значи не знаа, се е више така. Луѓето почнаа да се наоѓаат преку така се телефон. запознават, да. Да. Има нели ред апликации и не знам како више пристапуваат, значи како ако те нема у тај свет, некако како знаеш, како да не постоеш. Па како така е, да нели? не постоеш. Може да има врски кај живееш, може да има врски со какав круг на луѓе се Па дружиш. да, може ако си у некаде поголем град Работно кај што место. луѓето vibrant, ја би рекла, по живо место, по еве ќе речам, ја ќе направам споредба скоро што бемо до Виена на пример, и тука ја кај што живеам, тоа се два различни света, на пример. Таму имаш нон-стоп кај да одеш, се е отворено, Замисли па Њујорк, раздвижено. така ми замисли замисли па Њујорк, Њујорк нели? што е. А тука, на пример, ние кај што живееме е Апласелце, раздвижено, ама тоа со некои ограничени сати, кај што, на пример, Не бе, па тоа нема нели, според, децата баш се будни, па игралиштата се пуни, навечер е толку тивко, а, на пример, у Виена, градо се буде после 9, па слушаш сирени, па слушаш коли, па мотори, па луѓе, па движење, Ама нели. Така да, што викаш, и зависи кај живееш. Тука, на пример, седеш дома после 9, гледаш Netflix. На Балканот доле летно време, па кафичи, кафани, нели. Се е различно, никако... Да, ама више почнamo сите некој терк да фаќамо, не е како што е било. Па ние со нашата носталгија па никако да го оставиме, ама стварно. Ама така е, сега мора да направиме споредба, ако сакамо да доловимо, нели, кои се разликите, сега не... Знаеш што исто ми е интересно тоа што нели сите сме на некој начин горе-доле присутни нели на вај простор на социјалните мрежи. Да. Кој како, нели са некој за комуникација, некој за што и да е. Например, ние конкретно имамо подкаст правимо. Да. Ама јас се гордеам што ние не го почнамо и не го правимо со цел да заработимо. Нели? Па да, ама било би добро да има... Ама не зборам дека не би било добро или лошо. Нема, ние не седнамо да речеме ние нас не треба приход и ќе правиме што ќе правиме подкаст. Било шо. Затоа ние и не гнјаваме нешто, не сме колку пати сме рекли да сумираме овие 18 епизоди, напрете subscribe, дали 5 пати сме рекли, 3 пати. Па да, ама... Нели? Не можеш да... Не сме до толку инфлуенсери. Да и делува. Мора разчешаме носом мене па. Ау. Па да, ма... Ја ти викам, добре дојдено е секое... Како Рудолф на Дедо Мраз. Баш, добре дојдени се сите и средства и се. Меѓутоа, и да заработуваме од ово, ние не нудемо лоша програма. И тоа е се окей. И сепак е почнато нешто со љубов. Ако мислеше на тоа да го кажеш, нели, да алудираш на дека, нели, зашо го работиме Ја, уште верувам љубов. Сите ние и ја. Ама... Сите, како не сите? Оди, бе. Шо? Ба материјалисти, бре, како шо? Сите верувам, не верувам сите у љубов. Немој така да кажеш. Добро, не знам сега како... Добро, ја вас. Како и да е. Па не можам да зборам у името на другите, знаеш, некад... Па не у името на другите, ама таква реалноста е таква... А дека сме материјално општество, да. Слободно можам да изгенерализирам дека е така, дека љубовта се поредка у има. Па, тргни од тоа... Добро, ајде да не идеме натака.
Не направимо ние љубовна епизода. Па тоа Љубовна епизода. под љубов се подразбират многу работи, љубов спрема Љубов кон себе, татковина. спрема татковина, патриот. Па многу љубам да весла. Секој не жо љубе. Секој не се љубе, да. Него да се вратимо на тоа дека... Че да се вратимо ние. Како Ајде, се станува reverse. инфлуенсер сега? Што треба да направиш за да станеш инфлуенсер? Лепота ли? Пари? Што треба бе стварно? Не зборам прашувам. Знаеш ли ти тоа? Леле, но стварно не знам заради тоа што Шо не знам, нели сите почнуваат валјда од нула. Како стигнува некои купуваат ама вештачка луѓе публика? купуваат. Ама има и Мислам некои дека што го хранат органски. алгоритмот. Ама има некои органски. Некој Ама не Што чекај. му да лично? Ама не, и големи бројки органски направат. Како? Да. Шо е? Ја не знам, еве некој нека ни каже да викнемо инфлуенсер у емисија да каже Можеме да викнемо, да. како се работи со Тоа би било тоа. добро. Како се Да, како стварно мене не ми е јасно. функционира. Што Мислам, се прави за да се биде инфлуенсер? Да. Колку е тоа Треба ли да лесно ли? Мен не ми потпишеш? изгледа тоа на лесна работа. Па и мене не, тоа е full Тоа е time job. некако па и обврска, па и Обврска е, но Аплас секој и ден ти да популарен мислиш што лик да више. споделиш. Па што Да. спомнамо го и оноа дека секакви може ти пишат бре и да ти измислуват и да ти се свашта нешто. Ризична работа. Како се они заштитени? Како мене ме тоа стварно интересира. Мислам, Па да, не колку време и труд у тоа вложуваат, секој ден ти енергија, мораш да снимаш пари нешто, треба ли да се па. вложи или шо е, мене ме многу интересира Не знам. шо е оно што те прави инфлуенсер. Не Како знам, се стигнува до таа титула, ево. Стварно ме интересира. Не знам, ќе најдемо Ја ти некој кажувам. инфлуенсер, може ќе ни каже, а? Ќе најдем, ќе видам. Па да се потрудаме на едно што знам. Ќе видам, а ќе ни каже. Ама не знам. Ама тоа дали се рачуна како живот? Например, ти си инфлуенсер, еве, зборемо фиктивно, и сега ти секој ден мораш да снимаш, лицето секој ден си го покажуваш, ти мораш да бидеш присутен на јавноста. Многу луѓе ти пишуваат пораки, така? Знаат и да те прашат, да те искритикуваат, и да те навредат, или па да те пофалат. Или поиш информации да побарат, да. Или да побарат информација. Па тоа нега, па ја не знам. Знаејќи дека дека се е достапно и знаејќи дека ти си на телефон, очекуваат одма да ја вратеш. Сега како тоа функционира? Тоа нели го црпе енергијата? Ја мислам дека тоа би било па тоа да, па тоа ја го помисли, да. Дека ти треба да си и у сон да одговараш психички на да си спреман треба. И психички да си спремен. Ја например, енергетски, физички, секако. Ја не би го поднела тоа, мен некој да ми рече Лорета крив ти носо, ја и да не ми па крив не смо носо, сите ќе исти, поверувам у истото и ќе се изнервирам. Па тука днес смо сите исти, гледаш. Најверојатно не знам Значи за тоа не смо инфлуенсери, нено. Дали знаат ушо улават или случајно упаднале у тоа или не знам, стварно не ми е јасно тоа. Сакаш дали имам намера, ја ќе станам инфлуенсер. И што треба да направам за да станам инфлуенсер, ја не знам, на пример. Или па некако спонтанно тоа се издешава. Стварно не знам ја како тоа Не. функционира. И така некако ја нели со деца што работам и што гледам се е под влијание. Да. Значи и музика и песни, значи инфлуенсерите и песни прават там по Србија, тие имат си нивни песни и онова како кореографија за песната, па што да кажеш, што да направиш, па знаци некои нивни, знаеш. Не знам, значи до толку тоа не. Ја знам само на пример една српска инфлуенсерка Дуња Јованич, така нешто, Дуња ако си запознаен. Она на пример девојката од ништо нешто направи у животот, не успеала како пејачка, многу била грда.
мислам крив нос имала, не знам што направено ово оно, и она од тоа неизино инфлуенсерство, нон-стоп контент, нон-стоп вака, до договори со Пантен, со една фирма, друга фирма, до свој бренд, ББ, така се вика. Дуња Јованич ли? Да, со купачи, секоја сезона она испаѓа со купачи, со кошули, со пижами. Бебе Дуња. Бебе бој Дуња. Да. Ама што воза бебиња ли е? Шо? Не, неизиното претходно куче и се викаше Беба. И има, мислам, како твоето куче, шо марка ќе рече, шо раса е твој? Мерцедес. Шо раса ти беше кучето, нено Тувче? Буба, Volkswagen Буба. Тувче не е раса. Тувче не е, она е микс од Малтезер и Бишон. Па нешто тие, не знам, тие баш белите кутрини, она имаше. И она почина и кутрето и она мислам дека у неизино име Беба. Да. А шо она са купачи во шо? Она има купачи, она има кошули, она има фустани една сезона вадеше, ама се некој како nightgown нешто или нешто како стил на underwear, на долна облека нешто, тај стил со пижами, со се. И сега па дури има и своји парфеми. И она има такви промоции, такви иде од Дубај до Црна Гора до не знам кај промовира така, мислам, значи она Апла тоа и е работа, она има своји канцеларии со луѓе што и кројат, што и прават. Кад има публика и кад има заработка, што Тама си, она си почнува. Мислам дека имаше една наша инфлуенсерка, Александра Шијаковска, си имаше свој вид на тренерки. Спортска, не спортска облека, туку се можеш да имаш више. И ама мислам дека престана девојката, она исто така. Ама кажати ја, само пари да имаш, се можеш да имаш, и телевизор, линија и кола, више. Така се можеш да направиш. Прв има голема работа. Се може бе више, готово е. Сега не се знае, нас не интересира што е потребно што е денеска потребно за да се стане релативен на социјалните мрежи. Има ли школија за тоа, школија? Има ли нешто? Курс? Не знам, стварно не знам. Како им успева до толкави размери да имат... Помагат ли им, има ли тим или сам го тоа прави тоа? Ја мислам дека еден период и има и асистенти бара, Апла и пишуваа на стори, барам асистент за да им снима со нив, да бидат контент креатори, да одат по нив да ги снимат шо како асистент, како фултайм джаб. Па да медитират. Да, тако нешто. Па добро, више ако почнат да заработуваат добра пара. Фотограф вработуват исто. Пак, да, знаеш, за тоа гледам ја истражи малце како у Европа што се дешава. Има више принципи Европската унија што како категории. Да. Не знам, правото више нели како ограничено е компензацијата што е бесплатен производ, реклама, партнершип. Да, мораш да објавиш дека е реклама. Дали да се пријаве тоа или да не се пријаве, приход ли е, што е. Сакаш што како треба да изгледа тај рекламен материјал за да се знае унапред дека станува збор за реклама или само за споделување на реално искуство како потрошуваш, значи имат граници, кај нас мислам дека тоа уште нема, најверојатно ќе го следаме примеро, пошто обично така правиме, нели ние копираме од веќе постоечко и го применуваме кај нас. Да. Најверојатно кај нас ќе почне нешто да се менја. Ја пошто не знам ни како е, што е, значи не можам да кажам такво, меѓутоа гледам дека Европската комисија вика дека инфлуенсер кој редовно врши комерцијална активност, може правно да се смета за трговец, деловен субјект. Па врз него почнуваат да важат правила што важат и за другите бизниси во однос на потрошувачите. Па мислам дека тоа би било фер. Да, во европската контрола на
576 инфлуенсери, 78% фактички вршеле комерцијална активност, а само 47% биле регистрирани како трговци на национално ниво. Да. Ама тие у Европа нено еве ќе ја земеме Тамара Калинич, не знам да и не ја знаеш, нема сигурно. Не. Значи она е па босанка, али она е на светско ниво позната. Значи она каква инфлуен. Она е повеќе моден контент креатор, нема она ташна од она има 20 Хермес ташни у нејзини овакво Ермес. Она цел свет га прошетаваше на кој Fashion Week не е, дали Париз, дали Милано, дали Њујорк. Алафи вера. Значи па добро. Нели она на таа нејзина заработка, она би било на нормално и ред да се нели и оданочуват истите тие, тоа е практично неја работа. Гледаш, они фактички... Она има дури 3 асистенти, човече, за да Добро, ги... верувам. Ама гледаш, више сме у време кад многу по селебритите не се само пејачи такво, повише, дури повише од нив са инфлуенсерите. Така, да. Нели? Да. Ја мислам така дека. Окрече се кола среќа. Кој знаеш докад ќе се врати и оно пустото, не знам. Не знам, значи можемо да бистремо многу за ова. Да, мислам, за се можемо да бистремо многу. Кај завршува слободни избор, а кај почнува влијанието? Тоа е големото прашање. Пошто кога ќе видиш горе-доле повеќе сите функционирамо според нечие влијание, отколку веќе оно собственото ја. Не сите не, ја не. Знам, ти си се изјасни. Не дека сам рекал никој не слушам. Како ти кажам? Валјда сум таков тип на човек што сака сам да истражи и да увиде дали нешто тоа е добро. Да, мислам дека не си ни единствен, боже мој, не генерализирамо, нели? Да. Ама дека подсвесно нешто сигурно и имало, ево на пример, јас стварно се трудеше, нели ете кажа пример за книга за парфем. Да, ама ева на пример не сам ги купил па тие работи па да ми биде криво. Сваќаш. Па добро. Знам да направам проценку уште. Можда на некој начин гледаш подсвесно таа некоја корејската козметика, јапонската козметика, па не е тоа бе нешто дека некој ми извршил миле инфлуенс влијание. Ја стварно го сакам Јапонија, на пример. Ево, нели, курс, иде на курс и... Значи, стварно, тоа... Добро, тоа е веќе, тоа е можда еден вид на истражување, љубопитност, ја би рекла, отколку некој да ти извршил влијание, да, или... Пошто стварно не следам никој. Ево, тија немам појма кој се дури можам, ево, да пребарам, после ќе ми ги пишеш кои се, да видам што прават. Чисто ме интересира стварно да видам. Мада ја нели по модата не сум по тие работи. Ама добро се, нели, секој си има различни инфлуенсери. Слушаш ли ме? Ја не можам за оваа тема. Ја ти кажа на почеток. И ја немам појма. А ние направимо емисија. Заради тоа што инфлуенсерите повеќе се декларират и како модни икони, ја би рекла. Заради тоа што стварно грото, 90% од се фешн гурус. Сите инфлуенсери ги повикуваат на модни Fashion Weeks, на Париз Fashion Week, на Милано, како што ги спомна претходно. Значи, не ги викнале да идат и сите рекламират козметика. Саќаш, и се тоа некако е поврзано едно со друго со модата. Можда заради тоа ти не си почувствувал потреба да ги следеш или да... Сакаш ти да бидеш инфлуенсерка, например? Па ја би сакала, ама со... како што ти спомна за Мија Костова нешто, у тај дел како малку да делувам позитивно на луѓето.
Не, сакам да делувам и Ненаметливо, позитивно, ненаметливо. Сакам, например, ево, споделиш искуство со некои работи. Психолошки дел поиш. Да, нешто од тај аспект. човечки, Сега за реклама, нешто, не знам, ако е стварно нешто добро, ја го препорачувам. Ама тоа ти викам, дали дали би имала рекламирала време, нешто што нега. А да рекламирам нешто што не ми е... Што тебе, например, не ти се свиѓа. Да, што нешто што не ги исполнува моите критериуми или нешто што е штетно и сега ја само заради од финансиски аспект ја не би рекламирала Нема? такво нешто. Тука малку не е етички, Стварно? не е ни морално, па не, стварно. Па добро, ама пременуваат ги тие граници, они Ама забележуваат знам и свесна сум, ама тоа мене ја не би можела да спијам. Ако знам дека на некој свесно штета правам, а Па и сега да гледаш, само... треба многу способности да имаш за да бидеш тоа. Да. Не е така баш. Да, Пак ја речем, тоа е пак можд карактер и да. како си психички подготвени. Да, не можеш што- сега се да рекламирам, о боже мој. гледишта и... Ама Сега- можат... Ама Има, ево гледаш. некои, например, фирми, доста шампони, козметики, многу добро знаеме дека од што се направени, како се направени, луѓе па ги рекламираат само заради тоа што се фирми, што се бренд и од Еле, ти ги спомна, уште во така да не го задлабочувам, ама оние родителите што децата Тоа ги... поуопште не го оправдувам. Не, човече. Заради тоа што како претходниот пат ти што спомна за тај филм француски, како луѓето изнајмиле цел стан за да можат да снимат контент од нивното дете. Јас стварно не можам да разберам да го малтретирам ја сопственото дете, да го ставам пред камера и сега да му речам глуми на годинка. Тоа дете нема детство. Знаеш што, тоа е више далеку, тоа е степен подалеку, скала повисоко, ама ја, например, мене ме од кожа вади општо кад видам, како ти кажам, има снимат ги како јадат, што зборат, нешто. Не Да, можам не можам. Ја тоа не следам Не можам. и мене тоа никад нема да ми биде интересно. Да. Па една инфлуенсерка српска така на тај начин стана со нејзините деца, тие некои знаеш, дете како дете не знае убаво да зборе, нели? Може, ма просто има тука и со аутистични деца и со секакви прават, они секој ден живот им го снимат како реагираш што праве. Да, не. Тоа е изживljавање на сопствените деца. Можда тоа да е добро да земат други родители пример некој или не, ама тоа така не. Ама не така, не на начин не да бидеш така, да ти бидеш за забавен сите контент, тоа, да бидеш дај ти... го помошта ти, ама на некој друг начин приватно. Сподели како, ево има Или не мајки знам, што зборат, например, групи посебно... има, не знам. така, или по Америка што ги има едни Канали. за детокс, за паразит, за паразити, детокс на паразити кај деца, ова, она, што и дават, како и дават, например, и ќе ги снимат како зимат 2-3 капки, например, од таа и таа некоја дозичка што ги користат. И тоа е, ама не они децата да изиграват кловнови на интернет, дај чекај, мамо, ај ќе се снимамо, ај ќе Ама не знаеш, они тоа така како може некој случајно, детето нешто каже или испее, знаеш, видат дека има почнува лајкови оно, чекај утре па изголемува се броја и сите се болни више за тоа, како за да имаш followers, Да, и знаеш, да. сите се претворени сме ние пари гледамо пред нас. Да, И да, тука да, више ето тоа ни тоа е више станува на нас друго. нормално и го Да. снимат. Ја тоа не, ја тоа Да, имам да, правим хајт на Facebook, ја тоа не гледам и не може, не. Ма ајде и за бебиња, стварно. и ние овие пелени ги користиме, цап, детето како му ги менја пелените, мислам, Ау, Не. ау, многу отиде работата, Лори. да. Многу. Па тоа е, ја Ние ти викам, имамо- нема норми, нема граници, нема морал, Нема. нема етика, нема стандарди и веќе ништо не се знае шо и како е. Порано знае се, реклама е таа, иде, таа и таа селебрити иде, снима реклама, Ја таа тоа реклама дури се е. мислиш, ама више да кажа во една епизода како кретенизирана, да, у таа насока иде работата. Да. Како така, како роботи, ајде да не бидам толку па сега, нели, кретенизираност, ама, знаеш како така. Без како ние, емоција, без емпатија, да, се Како механички така. веќе се прави, точно, се Не, како так, пушти го ти мозокот на тако, Да. парите нека капат, не е Да, битно да. како, зашо, шо. Да. А не се гледа малку на подолгорочен план на
Ма не на подолгорочен, не се гледа моменто да се дете. живее, моменто више не знаемо да го живееме, Да, луѓе, абе, колку треба, што треба се дешава се, Бог да чува далеку било, ама дешава се, абе, дел од секундата го менјаваш животот, бе. Да. Па не знам што сакаш биди, колку сакаш пари има и следбеници и се, сваќаш ли? Треба суштината да се бара. Почнаа да се луѓето. Тоа е оддалечено, се е тргнато на страна некако, знаеш? Да. Сега се прават фами од таквите работи. Не знам. За жал, да. Добро, не, никако ќе го завршиме оваа емисија, wrap up да направиме за... Па ја не може ни да го почнам, да ти кажам, да. па ни да го завршам, не знам. Јас си кажа дека не знам ја, во не га сваќам ја овај свет и би било добро ако успееме да најдеме некој што се занимава со тоа, па да ни објасни. Да. Ја би сакала. И онда па ќе видиме после тоа ќе направиме aftershock. Така да може видам дали ќе ми се смене мислењето или па на позитивно или негативно. А може и ќе станеме инфлуенсери. Ќе ни дадат tips and tricks. Добро. Да, ама не по секоја цена. Никогаш не вели никогаш, но. Никогаш не вели никогаш. Зашо да не, ама како што рече ти, не по секоја цена. Не по секоја цена. Така е. Дечки, фала ви многу на внимание. Надевам се дека ви бемо интересни. Нено, фала да најавиме малкучко за следната епизода, што ќе се дешава. Следната епизода? Што ќе се дешава, ајде кажи. Ти више откри у теко на емисијата, знаеш ли? Откри ли? Шо кажа ја? Ау, да, ја го откри. Добро, побркаш. Добро, за следната епизода пак ќе се малку размрдабау. И следната епизода ќе ни биде со музика и тоа нели како да имам некој впечаток дека повишето од гостите ни се поврзани со музика горе доле. Да, така да. Пак имаме музичка емисија, само па у друг контекст, у друга насока, друг тип на музика. Нема да ви откриеме. Обично немаме таква пракса до сега да од епизода до епизода да ви најавуваме што ќе гледате. Обично оставаме ги да бидат на тизинг онака, да видиме што ќе биде до среда. Јас да го снимано и се, ама нели обично на сериите во следната епизода ќе гледате. Ние не ви кажуваме, трейлерче онака кратко. Имамо тизерче, трейлерче и не по некое рилче. Рилсче, како се вика. Па не знам, ама ќе биде добра исто емисија. Исто можеме да кажеме дека ќе биде добра емисија, инспиративна емисија, брутално искрена емисија ќе биде пред се. Да. Ќе ги разбудиме масите. И столовите ќе ги разбудиме. Добро, дечки, останете во секое добро, нено и ти исто. Уште жешко ли ви е да? Жешко, ма не мислам, то се е до псисохо. Не мислам. Се е до псисохо. Леле, знаеш што ми дојде идеја? Да почнемо да правиме мајци, еве нека коментират, да почнемо да правиме мајци со нашите гафови. Псисок. Тегате инфлуенсер у тебе, тегате. Тето. Будеш инфлуенсер като мене. Па, ќе направиме, па ево сега покварио си ми шминку. Да пишемо покварио си ми шминку. Кој ќе купеме тук? Ќе земат, бре, ќе се пријават луѓе. Ето, шо друго имамо гафови. Кај знаеш, ќе спаднемо со некој парфем тета-тет. Точно, тета-тет. Тета-тет, еде парфем. Парфем. Уде парфюм. Онака машка и женска глава или некој сладок зачинат. Унисекс, секако дека унисекс ќе биде, мора така да биде. Да. И за машки и за женски. Можемо и машки и женски и унисекс. Секако варијант. Така, да. Така, за покритие за сите. Добро, нени. Ајде, да се гасимо светло. Нека спијат луѓето. Да, па не, па петок, они излезите си таму кај што... Да си излезат, да се прошетат. Си правите. И да не гледате у петок, па ништо страшно, пошто некој па не гледа у петок. Да, не, на некој смо имам приметено луѓе што пишуваат дека смо и на некој онака поутрински како за размрдување, за разбудување. Утрински не слушаат, дали на работа, дали не. Да.
Не го сакам уште тоа, им га кажано, ама нека ни предложат гости, слободно. Тоа да. Имамо си ние на список луѓе, али нели не е ново. На што си имамо? Леле, имамо си ние список на луѓе. Нема. Ја те прашам на што си имамо луѓе ние? На псисок. Па на псисок. Па тоа е битно. Треба у животот да си имаш псисок. Без псисок ништо не правиш, ја да ви кажам. Распоред убав псисок. Точно така. Ајде, ќе се видиме до недела. Ајде, чао. Целувки. Целувки. Авторите на оваа содржина не сносат никаква одговорност доколку одлучите да ги сватите нивните мислења премногу сериозно, а потоа направите општ хаос. Сите изјави и ставови ги слушате на сопствена одговорност, а доколку ви се случи нешто лошо, длабоко вдишете и потсетете се дека секогаш можете да го обвините ретроградниот Меркур.